И благодариме на сестра Надежда. И така како што завршивме со утринските, така ќе продолжиме во темата. Во тој исти дух, во тој исти правец, јас минатата сабота, кога зборував за одмор од стрес, и кога акцентот го ставивме на саботата, испуштив еден многу важен дел. Не знам како се случи тоа, но тоа беше повод сега за ова продолжение на таа тема, така да, ете, може би така требало да биде во два дела, и токму се вклопува и со оние последни стихови кои што ги имавме од утринските. Ако минатата сабота темата носеше наслов одмор од стрес, ова ја насловив како сабота без стрес. Горе-долу тука е, затоа што повторно акцентот е на саботата. Иако, мислам, овие совети може да се преминат и многу пошироко, мислам, затоа што залудно ќе биде ако само саботата не е без стрес, а сите други денови може би се високо стресни. Знаеме дека саботата е ден кога се сеќаваме на Бога како Творец. Тоа го имаме во 4-та заповед. Но минатиот пат го спомнавме онаа повторување на законот во Второ законие или Пета Мојсиева, во 5-та глава, каде што прочитавме и нешто друго. Значи, 5 Мојсиева, 5 глава, Второ законие, 5 глава, 12 стих, вели, одржувај го саботниот ден, за да го осветуваш, како што ти заповеда Господ, твојот Бог. И се подолу во 15 стих, вели, спомни си дека и ти беше роб во египетската земја, и дека оттаму те избави Господ твојот Бог со силна рака и со испружена мишка. Затоа ти заповеда Господ твојот Бог да го пазиш саботниот ден. Што гледаме овде? Значи, не само заради тоа што Господ е Творецот, Создателот, туку Господ е и оној кој што конкретно евреите ги избавил, израелците ги избавил од египетската земја, од домот на робството, а во преносна смисла тоа е избавувањето од гревот, од робството на гревот. И рековме минатиот пат, Исус 3,5 години му служил на човештвото, се со цел да спаси колку што е можно повеќе луѓе, односно да ги насочи кон спасението. За да на крајот на крстот, во таа прва фаза, да кажам, од спасението, ние знаеме како адвентисти дека постои онаа втора фаза, додека тој служи како правосвещеник и посредник горе во небесната светиња, но во таа прва фаза на крстот, пред да издивне, ќе рече се сврши. И како што нагласивме минатиот пат, и се одмори кога? Во саботниот ден. Петокот беше, нели, денот кога издивна, го однесоа телото во гробот и во саботниот ден Исус се одмори. И ја видовме таа паралела меѓу создавањето и откупувањето. И во двата случаи Господ работи на планот на спасението, вели се сврши, завршило со таа фаза и се одмора во саботен ден. Исто така и при создавањето. Господ создава 6 дена, тоа е целата, нели, глава, прва глава од Библијата, за да на крајот, или на почетокот од втората глава каже, на крајот, нели, од првата глава ќе види што создал и ќе каже дека е се многу добро, и на почетокот од втората глава вели дека во седмиот ден се одмори од сите своји дела. Како во процесот на спасението, така и во процесот на
создавањето Господ работи и потоа одмара. А кај човекот е спротивното. Би требало така да биде. Човекот прво одмара. Адам и Ева биле создадени конкретно на 6-тиот ден. Првиот ден го имале ден на одмор, заедно со својот Господ, воодушевувајќи се на сите созданија на целата планета што ја гледале пред себе, без да имаат било каков удел во создавањето. Како што и во спасението, во процесот на спасение. Човекот нема, ама баш никаков удел. Сето тоа е Божје дело. Видовме, Исус проповедал, лечел, исцелувал, што се не правил, изгонувал бесови од обседнатите луѓе, се со цел да ги спаси луѓето, човекот нема никаков удел во своето спасение. И тој треба да отпочне со одмор, да се одмори од своите дела, како што читавме во Евреите 4 глава, да свати, како што Адам и Ева ги гледале тие величествени дела на создавање, да ги види делата што Господ ги правил за спасение на човекот, да свати, да го свати планот на спасението и потоа, од првиот ден, да почне со работа. Односно, како што читавме во Ефесијаните беше, во 2 глава, дека ние сме создадени за добри дела. Ако се одмориме од своите собствени дела, тогаш ќе дозволиме да Господ го живее својот живот преку нас и ги прави тие добри дела. Тоа беше таа паралела што ја видовме меѓу создавањето и откупувањето. И токму од фактот што и при создавањето, ќе го земеме при создавањето, Господ создаде се, обезбеди се, значи од дрво, од храна, од се, буквално се беше обезбедено за човекот и потоа човекот беше создаден. Па немаше зашто да се грижи воопшто. Така и при спасението. Господ прави се во планот на спасението и човекот само треба да го прифати тоа. И да соработува, да каже да. Оние дела, добри дела, што мора да ги има во животот на еден христијанин, тоа не се негови дела, или тоа не се дела кои што тој ги прави за да се спаси, туку затоа што е спасен. Од благодарност за тоа што Господ го направил. И во првиот случај, значи рековме, зошто вели Исус да не се грижиме за ништо, што ќе јадеме, што ќе пиеме и така натаму. Па нели се обезбедили на почетокот? Ние сме сведоци, веројатно секој од нас може да каже по некој искуство како Господ не водел во тој поглед во нашиот живот. Кога ни фалело нешто? Мислам да бидеме искрени. Не зборувам сега за... мислам, кога сме биле во некоја ситуација како, не знам, луѓе кои што немаат што да јадат, не знам како да го поминат денот. Ја не верувам дека некој од нас бил. Или може би ако бил се нашол некој, што било за да се покаже Божјата слава во животот негов. За да биде осведочен од Господа дека Господ е тој кој што се грижи. Нема што да се грижиме. Нели вели, барете го најнапред Божјето царство и правдата Божја и се друго ќе ви се додаде. И затоа рековме нема потреба од стрес. Во тој смисол, но и посебно во смисол на планот на спасение. Ние дали ќе бидам спасен, дали нема да бидам спасен, па што треба да правам, па вака треба да правам, па така треба да правам, се занимаваме со такви работи и се стресираме самите себе, заборавајќи на тоа дека ние немаме никаков удел во планот на спасението. Тоа е обезбедено за нас. Исус го обезбедил. Господ. И во тој контекст видовме минатата сабота колку фарисеите со оние еден куп закони и околу саботата и околу ред други работи го
направиле саботата, конкретно саботата, ден не за одмор, туку ден исполнет со стресови. Па колку чекори, па ова треба, па она не треба и така натаму и така натаму. Видите што вели Павле во второ послание до Коринќаните, 3 глава, 5 стих. Сега полека, кон крајот ќе дојдеме до оној дел кој што ја го испуштив некако мината сабота, а кој што е многу битен за да саботата ви биде без стрес. Колку што тоа е можно. Второ Коринќаните 3.5. Не дека сме способни сами од себе да помислиме за нешто, дури да помислиме вели за нешто, како сами од себе, туку нашата способност доаѓа од Бога. И тоа е така. И сега да отвориме во Псалм 23. Го читавме за завршетокот на сабота. Многу в Псалм. На широко познат. Господ е пастир мој. И видите уште во првиот стих што вели. Во контекст на што го зборуваме. Господ е пастир мој. Ништо нема да ми недостасува. Ништо. Не остава простор за нешто. Ништо. Ништо е ништо. Ништо нема да ми недостасува. Значи имаш се. Ако Господ е пастир од твојот живот, ако си дозволил да тој раководи, да го води твојот живот, тојаш нема за што да се грижиш. Дали за јадење, за пиење, за облека, за било, а па да не зборуваме за спасението, па да е обезбедено. Вели, на зелени пасишта, тој ми дава починка. Одморот, починката. При тивки води ме води, мир. Сте били некојаш, знаете какво е чувството да бидете покрај некој тивки води, да го слушате тој звук, не само звукот, туку и тие негативни иони, кои што позитивно делува на расположение, на релаксација на човекот. Овците за добро да ја сварат храната, им треба починка, треба да одморат, да прилегнат во ладовина некаде, во мирно обкружување, како е покрај тивки води, значи знае добриот пастир каде да ги води и како да се грижи за своите овци. Џабе не е напишано вака. Овој псалм. И тогаш кога го одмараат, тогаш, знаете што прават? Ја преживеат храната. Во сабота, во одмор, во спокој, Словото од Господа и размислувате околу тоа Слово. Го вртите, го медитирате околу стиховите, проповедта што ќе ја слушнете и така натаму и така натаму. Тоа неверојатно добро делува врз човекот воопшто. И за духовното, и за неговото физичко здравје. И конкретно за мирот за кој што зборуваме, сабота без стрес. Ја верувам дека тоа е главната цел зашто се собираме во сабота. Пред се Словото. Ајде повели. Така е. Значи, грижите се опасна работа. Затоа и Господ на многу места вели не грижете се. Или сите своји грижи предајте ми ги мене. Точно, ѓаволот, тоа му е целта. Значи, да не истошти, да не измори, да не стресира,
Но гледаме кај Господа нешто друго. Значи, рековме, овците треба да одморат, да прилегнат и тогаш ја преживаат таа храна, или како што реков, значи, добро джвакање на храната. Верувам дека, тука застана, значи, верувам дека сите во сабота доаѓаме токму за Словото пред се. Се собираме тука да слушаме нешто што Господ има да ни каже. Затоа што тоа Слово чуда прави во нашиот живот. И овците, од друга страна, се исто така многу плашливи животни. И па затоа не е случајно она 365 пати не бој се, не бој се, не бој се во Библијата. Значи, овците се многу плашливи животни, тешко е да ги натераш воопшто да прилегнат. Постојано се нешто на штрек, онака, знаете, на нозе. Ако овчарот успее во тоа значи дека тие имаат голема сигурност во него. Тоа е исто така значајно за човек да има мир, да има спокој, кога имате сигурност. Како беше онаа 148 наша песна, тука запишав некој дел од неа. Сигурен сум во Христа. На срце негово, под своите нежни крила, Бог мир ми дава свој. И сега тој ме вика, благиот пастир мој, од светот ела ваму во домот дојди свој. Сигурен сум во Христа и грижи немам јас. Крај него лесно ми е скрстот свој в борбите. Зелени пасишта. Што значи тоа? Секојаш свежа, добра храна. Тоа е потребно на овцата. Се кажете таму во Езекијел, кога зборува за оние неодговорни пастири, неверни пастири. Вика, не само што не ги водат овците на добри пасишта, туку ја газат тревата, ја матат водата. Не даваат храна на овцата. Секојаш свежа храна, внимавајте, исто така многу битно за нашиот мир. Секој ден, не само сабота. Да, сабота е посебен момент. Меѓутоа, секој ден треба да внесуваме свежа храна. Да не се подпираме на она од вчера храна. Како што секој ден ни е потребно физичка храна за нашето физичко здравје, така и за нашиот духовен обстанок, секако. Што вели во Еремија, Светото писмо, 15 глава, 16 стих. Кога ми дојдоа твоите зборови, Еремија 15:16, кога ми дојдоа твоите зборови, јас ги голтав. Твоите зборови го восхите и го зарадуваа моето срце. Зошто е битно свежа храна, слово, секој ден. Псалм 119:103. Псалм 119:103. Колку се сладки на моето непце твоите зборови, посладки се од мед во мојата уста. Или Езекијел 34:14, сега, тоа е таа тука глава баш за неверните пастири, но подолу во главата пишува за верниот пастир, како ги паси своите овци, добриот пастир. Ке ги пасам, вели, значи Езекијел 34:14, ке ги пасам по прекрасни пасишта. Трдата ќе им бидат на високи Израелеви гори, таму ќе одмараат во добри овчарници и ќе пасат по сочни пасишта. Повторно не зборови од 23 псалм. По Израелевите гори, вели. Потоа тивки води, при тивки води ме води. Мирот, спокојот, како и ние, така и другите животни, па и овцата, во конкретниот случај, 70% од телото на овцата се содржи од вода. И на неја е повеќе од неопходна водата за да правилно функционира нејзиниот метаболизам. Но, знаете, овците се плашат од брзи и од големи води. И се толку плашливи да не се удават. И затоа се плашат од големи и брзи води. Затоа вели притивки води. Знаете, кај обично се појат овците? Значи, треба да има поело, каде што водата стои, мислам,
Не е некои брзи приток, мислам, води кај што течат. Таму овцата не може да се напои. Тивка вода. Мир, спокој, добро пасиште. И сето тоа е во склоп на она што Господ го обезбедува за нас, за да ништо не ни недостасува. И сега се подсетиме малку на што зборовме минатата сабота. Рековме дека Исус при првото свое читање во синагогата, односно како стартува неговата јавна служба, го чита оној дел од 61 глава Исаија, му даваат свиток, и ги чита оние зборови, нешто слично на оно со кое што заврши сестра Надежда преку оној стих. Мислам и тој ли беше од Исаија, или последниот стих утренски? Да. Од 61 глава, значи во Исаија, чита во Лука, читам од Лука, 4 глава, нели, оние зборови, Господовиот дух е на мене, зашто ме помаза и ме испрати да им проповедам на бедните, да ги исцелам скрушените по срце, да им навестам на заробениците дека ќе бидат пуштени, на слепите дека ќе прогледаат, да ги пуштам на слобода на патените, да ја навестам благопријатната Господова година. Со тоа ја навестува својата служба, со тоа ја почнува својата служба и мисија Исус, и тоа го прави цели 3,5 години. И тоа без застој. И то посебно во саботен ден. Внимавајте. Читавме 5 случаи минатата сабота. Еве на брзина само во Капернаум, во синагогата, каде што ќе го изгони оној нечист дух од еден човек. Тоа беше во Марко 1 глава, во 3 глава во Марко, исто така во синагогата во саботен ден, исушената рака на оној другиот, кога му ја исцелува, му ја враќа во функција. Потоа во Лука 14 глава читавме во саботен ден влезе во куќа на фарисејски старешина. Че имаме 2 случаи во саботен ден, во синагога, значи во црквата да кажеме. Потоа трети случај во сабота во куќата на фарисеот, каде што го исцелува оној што страдаше од водена болест. Во Лука во 13 глава во сабота во синагога, трет пат во синагога. Ќе видите зашто го спомнав. Жената која што 18 години беше болна, сгрчена и не можеше да се исправи. И потоа во Јован 9 глава со слепиот, оној слепиот од раѓање, кој што ќе го сретне таму некаде на улица. Од 5 ситуации имаме 3 ситуации во синагогата и 2 надвор. Што прави Исус во сабот? Ова е оној дел кој што е многу битен за да ја поминеме саботата без стрес. Иако оние 2 моменти се и текако битни, кажав. Сигурноста, дека се ни е обезбедено. Господ се ни е обезбедил за опстанок во овој живот, а обезбедил се и за спасение. Што има да се секираме ние? Што има да се стресираме? Па, посебно во саботен ден, да нешто од тоа донесеме тука, па ги вознемиреме сите на самата служба. Но што правил Исус во сабот? Дали Исус ќе дошол во синагогата? Да, имаме такви ситуации кај што нели ќе поучувал, може би слушал некогаш и така натаму. Но дали потоа излегувајќи од црква ќе отиде дома и ќе придреме едно саат, два, не знам, мислам ќе си руча, па саат два ќе придреме и после ќе дојде па на вечерна служба и толку му поминало саботата. Или што правил Исус? Ние гледаме дека исцелувал, лечел, помагал, избавувал луѓе од синџирите, од прангите на гревот, одврзувал, како што вели тамо, ослободувал. Ова е оној дел на кој што ние мораме да поработиме, на кој што не обрнуваме внимание. Па самите знаете, кога ќе отидете и само ќе посведочите на еден човек, не мора ништо повеќе, да посведочите еден човек колку ви е убаво на душата. А ние тоа не го правиме во сабота, ќе се истресираме можеби овде,
За жал, некојаш има такви саботи, вместо да саботата биде спокој, мир, ден на одмор, може да биде спротивно. И ќе отидеме дома и не знам, може би ќе размислуваме за таа особа, па ова, па она, па ќе вртиме филм и така натаму, вместо да излеземе, да посведочиме, било со книга, било без книга, било со трактат или поинаку, да отидеме да посетиме некој болен, да... Тоа го правил Исус во сабота. Тоа го гледаме од многу примери. И тогаш таа сабота нешто нема да ви биде без стрес, туку ќе биде на благослов и на другите, а пред си на вас. Што вели во стихот? Дали беше човекот создаден за саботата или саботата е за човекот? Саботата е за човекот. И се, буквално се, што ни е дадено за нас. Нам ни е дадена вистината за да биде благослов потоа и за другите. И не само вистината, него и самото наше присуство некогаш покрај некого, кого ќе го сослушате и ќе го утешите, па многу значи. Ако отвориме во Исаија 58 глава, тука ќе привршиме со овие неколку стиха, каде што се зборува и за саботата, но и за вистинскиот пост. Што кажува таму Господ? Што не поучува? И овде не станува збор само за постот. Ако ги читаме зборовите, еве од 3 стих, ќе почнеме Исаија 58 глава, 3 стих. Вели, зошто постиме ако ти не гледаш? Зошто се смируваме ако ти не знаеш? Кои изрази се искористени? Пост, смирување на душите. На што ја подсетува ова? Кога се правило ова? Кога израелците ова требало да го прават? Да постат, да се молат, да ги смируваат душите со Господа, да се испитуваат, да видат дали се во ред нивниот однос. На Јом Кипур. Ние живееме во тој период. Значи, ова е поука не само за постот, тука и воопшто за нашиот живот во овој период во кој што живееме, последното време. И сега од 4 стих вика, ете, вие постите за да се препирате. Не, уште 3 стих, да го привршиме. Ете, во денот кога постите наоѓате работа и на работа ги терате своите работници. Значи, малтретирате некого, стресирате некого. Ете, вие постите за да се препирате и за да се карате и за да ги биете бедните со тупаницата. Или исто слично нешто зборува во таа 34 глава Езекијел. Значи, оние неверни пастири, па дури и во односот за овците кажува, подебелата ја бие, ја бутка по слабата. Нешто што неретко може да биде случај, а не треба да биде. Место мир, место спокој, место одмор, стрес, вознемиреност. Значи се карате, се препирате, не постите веќе како денес и ќе ви се чуе гласот во висината. И вели, зар мене ми е по волја пост во денот кога човекот се измачува, да ја наведнува главата кон земјата како трска, да се постила под себе врекишти и пепел, сакаш ли тоа да го наречеш пост и ден угоден на Господа? И саботата, вели, при крајот на оваа глава треба да ни биде милина. И постот треба да биде милина за Господа и за нас. И кој пост е прифатлив? Повторно оној кој што е на благослов. Не е тоа само за вас, кога постите не постите само за себе. Не знам, некој ќе рече, да, и тоа е добро за здравие, за ова, за она. Меѓутоа, тој ден треба да се искористи повторно на благослов на другите. Еве што вели, ова е пост што ми е по волјата. И повторно на иста работа што Исус ја правил 3,5 години. Без оглед на тоа кој ден било. Поготово и сабота. Што? Да ги кинеш неправедните окови, да ги развржеш врските на јаремот, да ги пуштиш на слобода угнетуваните, да ги скршиш сите окови, да го поделиш својот леп со гладните, да ги воведеш под својот покрив без кухниците, да го облечиш оној што ќе го видиш гол и да не се криеш од оној кој што е од твојата крв. Тогаш ќе светне како зората твојата светлина и твоето здравје ќе процвета бргу.
Твојата правда ќе оди пред тебе, а Господовата слава ќе ти биде заштитница. Внимавајте што вели овде, што опфаќа овој 8 стих, комплетно здравие, ја би рекол. И психичко, и физичко, и се. Немате тука товар, немате тука стрес, туку вели, ќе процвета, како велеше, твоето здравие ќе процвета бргу. Твојата правда ќе оди пред тебе, Господовата слава ќе ти биде заштитница. Подол вели, 9 стих, од вториот дел на 9 стих вели, ако ги отстраниш од својата средина јаремот, испружениот прст и безбожната беседа, ако му дадеш леп на гладниот, ако го настиш угнетуваниот, твојата светлина ќе засветли во темнината и твојата темнина ќе стане како пладне. Господ ќе те води непрекратно, ќе те сити во сушни краишта, тој ќе ги закрепнува твоите коски и ќе бидеш како напоена градина, како кладенец чија вода никогаш не пресушува. Мир, спокој, здравие, нема тука стрес. Се што правиме, треба да правиме за благослов на другиот, да му служиме на другиот. Нема тука стрес. Туку голем благослов. Значи да заклучиме. Господ направил се, обезбедил се. Нема што да се секираме ние за нашиот физички, овдешен живот. Битоа Господ направил се и за нашето спасение. Нема што да се стресираме околу тоа. И на крајот, за да навистина животот, не само саботата, но еве пред се насочивме на саботата во овие две теми, но и целиот живот наш, за да не биде без стрес, тоа што треба да му служиме на другиот. Треба да излеземе од нашиот комфорт, како што некои знаат да кажат, и да појдеме кај луѓето на кои што сме им потребни. Тоа Исус го правил. Тоа е неговиот пример, тоа го видовме нели од утринските стихови. Тоа верувам дека ние треба да го правиме, да го следиме неговиот пример. Нека Господ ни помогне во тоа. Амин.